Здраво! Телото е како инструмент. Со многу песни. И како секоја композиција, приведиме го форма. Тоа е вистина. Не знам така можам. Што ми остана? Кога се вежба, не е доволно човек само да се мапта, туку треба да ја запази формата. Тоест, како се наредени коските и под кој агол се, дали е држењето право или криво, дали е нанапред, наназад, на страна навалено, каде е тежиштето на телото, сето тоа е многу битно за да може да се постигне некој баланс. Исто така и за да се има баланс во одредени положби, потребно е да се има доволно еластичност, затоа што ако телото ја нема еластичноста, не може ни да телото да си го најде тежиштето. Но тие работи си одат заедно една со друга, така да ништо не е невозможно. Само ако не се пристапува кон вежбањето со сила, туку повеќе како уживање. Значи повеќе како игра. Во мојата пракса, кога болка е во прашање, добро е човек да свати дека болката е нешто што го повикува да се запознае сам себе си и да види што сака телото да му каже, нели? И тоа е нешто многу интересно, бидејќи секој пат научуваме нешто од тоа и потоа сме и посилни, и поискусни, и мислам дека и посмирени. Можеби и покреативни со себе, бидејќи сме научиле дека можеме повеќе. Седењето исправен под прав агол и нозете свиткани во колената под прав агол на стол кој што е соодветно висок, така да стварно бидете под прав агол. Ги држите колената малку расширени за да бидат нозете прави. И стапалата се креваат горе-доле, се мрдаат лево-десно, влечејќи го по подот или само стапало, прст, пета прст. Тоа се прави многу нежно, полека. Тие вежби се добри и за стапалата, и за куковите, и за целото тело, ако се опуштите и дишете полека. Исто така, треба да се има инспирација за тоа и еднаш кога човек ја почне и кога ќе види уствари колку е тоа интересно да се прави и колку секое ново движење отклучува нова моќ и нозете и рацете не носат кај што сакаме да отидеме со својата работа, со своето одење. Се во нас самите треба нас да не поддржува во нашиот пат. И така, бар постојано да сме живи и постојано да мрдаме и доволно да се одмараме после тоа. Во денот многу работи научуваме, но како што идат годините, се повеќе треба да се обрне внимание човек да се опушти и да се растегне за да ја задржи еластичноста од порано,
исто така да биде способен да се грижи за помладите околу себе кои што им е потребно да се развијат правилно. Значи, вежбањето не само што како со децата, тоа е повеќе како игра, со возрастните можеби повеќе некако како некоја работа се гледа. Дека едноствари не е, нели не е хоби, не е одвоено од животот, тоа што ќе го стекнеме како способност при вежбањето го задржуваме во нашето секојдневие. Како алатка за правење чуда. Поздрав!